почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. СЈО директно се вмеша во престојните локални избори. СЈО работи како продолжена рака на Социјалдемократскиот сојуз. СЈО и Социјалдемократскиот сојуз се обидуваат да влијаат врз волјата на граѓаните, која треба да биде изразена на 15 октомври. Почитувани, СЈО без никаков аргумент во предметите, тенденциозно опфати 20 членови на Државната изборна комисија и 5 судии на Управниот суд. На 5 судии веќе им е симнат и имунитетот. Направен е преседан. Се води кривична постапка против нив само заради нивното судиско убедување. Заднината на овој преседан е сосема поинаква. Токму Управниот суд треба да одлучува по жалбите околу изборниот процес и на овој начин преку СЈО, Социјалдемократскиот сојуз испраќа порака и ги заплашува судиите кои би одлучувале, но и ги ограничува, односно го намалува бројот на судии кои што ќе постапуваат. Од друга страна, Државната изборна комисија е институција која ги спроведува изборите и одлучува за нивната нерегуларност и регуларност. Државната изборна комисија е таа институција до која политичките партии поднесуваат приговори за изборни нерегуларности и која одлучува дали некаде ќе се прегласува. Работењето без аргументи, со заплашување и закани е специјалност на Социјалдемократскиот сојуз, а исто така и на СЈО. Па нема да им представува проблем на тој начин да се обидат да ги контролираат овие две институции. Составањето под контрола на ДИК и Управниот суд на СЈО, СДС им се отвара патот да ги местат локалните избори и да ја изиграат волјата на граѓаните. На јавноста одамна и е јасно дека СЈО работи единствено како алатка на Социјалдемократскиот сојуз за политичка пресметка со своите политички неистомисленици. Сега гледаме и нова улога на СЈО, а тоа е мешањето во изборите. Социјалдемократскиот сојуз и СЈО сметаат дека ќе имаат вечна власт и ќе бидат доволно моќни и недопирливи за да можат да ги спроведат политиките во кои Заев ги продава највисоките државни и национални интереси. Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз нема да владеат долго. Правната држава ќе се врати и согласно закон секој ќе си одговара за несоодветното, нелегалното и непрофесионалното работење. Граѓаните на Република Македонија нема да потклекнат на притисоците и нема да дозволат да продолжи безобразното и антидржавно владење на Социјалдемократскиот сојуз. Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз ќе сносат политичка одговорност и на локалните избори ќе ги стигне казната од граѓаните. Ви благодарам.